Денес се наоѓаме во модното ателје на Ива Спасовска, млада, талентирана, амбициозна креаторка, дизајнерка, која што успеа во изминативе години да диктира моден тренд, особено за младите генерации, но и за возрастните дами кои што имаат вкус и сакаат убаво да се изгледаат и да се облекуваат. Со оглед на тоа што сме на почеток на нова година, ќе ми дозволите најпрво разговорот да го започнам, пожелувајќи на Ива да и биде годината среќна, успешна и секако Ива да ти се остварат сите желби кои што не успеа или немаше време и можност да ги реализираш во сега веќе старата 2023. Ти благодарам, Миренче, најпрви на поканата да гостувам во твојата емисија, а исто така ти благодарам и што дојде како мој гостин во моето најубаво катче, модно. Ти благодарам исто така и за желбите, бидејќи навистина преубаво се што не ми се остварило би сакала да си го остварам и ти посакувам истото да ти се случи и на тебе. Среќна нова година, еве и на сите што не гледаат. Ти благодарам, Ива. Ајде да почнеме токму од изминатата година. На кој начин ти ја помина оваа година? Кои се најзначајните моменти по кои што ќе ја памтиш и по кои што посебно годината ти беше убава? Па дефинитивно би го издвоила модното шоу Angel, кое што се случи на 23.3.2023 во прекрасен луксузен хотел на во најголемата сала со 650 гости. Тоа ми е едно искачување во мојата кариера, кое што дефинитивно би го издвоила како највпечатливо и мислам дека никогаш во животот нема да го заборавам, ниту јас, ниту оние кои што присуствуваа. Во кратки црти тоа би било тоа. Значи, најблескавиот момент од таа 2023 имав можност да присуствам на модното шоу и еве и оваа можност да искористам да кажам дека навистина беше една преубава магична вечер во која сите уживавме во моден перформанс, но и вечер на која што ти се представи и со нова линија на парфеми, што беше еден новитет во твојата работа. Така да, тоа беше новитет. Обожавам на секој настан да направам по некој новитет, дали е тоа мал или голем чекор, но не сакам да останам во таа некоја комфорт зона и затоа секогаш пробувам нешто ново. И тогаш се случи парфемот, да, со мојот потпис во 4 ноти и 4 бои со различни мирисни ноти. Токму на тоа модно шоу настапи и голем број на наши музички ѕвезди, млади музички ѕвезди, со голем број познати лица всушност соработуваш. Па да, драго ми е што можам да се пофалам дека е тоа така и многу ми е уште подраго бидејќи целиот настан беше хуманитарен, каде што сите гости можеа да донираат за загрозени семејства и животни. И така сите се сплотивме, сите уметници се сплотивме за да ја оствариме таа идеја моја. Пошто ќе ја паметиш годината на приватен план, Ива? Па да речеме дека тоа е тој настане нешто, една симбиоза на мојот приватен план и бизнис план, бидејќи таму имаше нели дел од мојот бизнис, но и моите мисии животни кои што постигнав да ги остварам до кој степен ни можев да го направам тоа, секако натака ќе биде уште поголемо. Во приватен план многу сакам да патувам, многу сакам да учам. До крајот на мојот живот ќе одам на курсеви, модули, школи, какви и да се. Приватно, оваа година, крајот на оваа година многу заземав една голема брзина, во петта брзина се ставив во врска со школите и со изучувањето. Моментално учам НЛП, кое што го препрачувам на сите. Тоа е едно ментално чистење и ментално полнење на нова свесност во нас, кое што мислам дека само и кај Марина во моментот го има во Македонија. На моите социјални мрежи тоа го објаснувам многу подетално. И исто така одам во школа за глума кај Тони Михајловски. Значи, актерски игри почнав да учам и така можам тоа да се пофалам дека ми е на приватен план нешто што е како хоби и не би го ставила во бизнис, ама навистина многу ми значи.
И ова со актерската школа е новитет барем за мене, на вистина не го знаев и одлично е те што совладуваш нови вештини, го прошируваш полето на твоите интереси, иако нормално на прво место секогаш останува во твојот живот модата и модниот бизнис. Поминаа празниците, период кога сите сакаме да блескаме, да носиме свечена гардероба или некои малку поекстравагантни парчиња, и сега веќе полека зачекоруваме во оној нормален период од годината кога повторно секоја девојка, секоја жена сака и треба да изгледа убаво. Кои ќе бидат модните трендови за ова 2024 година? Што би ни препорачала ти да носиме, кои бои да ги имаме најчесто во нашиот гардеробер? Па подоцна секако би сакала да слушнам и кои асесоари ќе ни ги препорачаш. Па вака, јас се сметам себе си за светкава личност, и од внатре и од надвор, и затоа и сите ги осмелувам да блеснат. Така ми беше и најпрвата, најомилената моја ревија па и до сега можам да кажам, да, осмели се да блеснеш, што не мора да се случи нешто за да блескаме ние жените, затоа што ние жените заслужуваме да го правиме тоа. И ако си помогнеме малку од надворешен аспект, верувам дека ќе може да влијае тоа и внатре во нас. Можете да се, сите жени може да се согласат дека малку кога ќе се подсредиме од онаа нормално, кога ќе излеземе малку од комфорт зоната, кога ќе облечеме нешто што до сега не сме го носеле, за нас е освежување и од внатре. Веднаш имаме поинаков став, веднаш поинако блескаме. Така да јас цело време изработувам светкави креации, но и кежуал варијанти, дневни варијанти, и ноќни, за сите стилови. Она што би можела да речам дека ме издвојува е што навистина користам некои специфични материјали и така и наоѓам логика зошто би го изработувала сето тоа, затоа што не може секоја жена да го најде тоа на друго место. Има многу класични, но необични материјали, станува збор за мат, некоја текстура суптилна, која што сепак е уникатна и не може да се најде на никое друго место, а исто така и до најсветкавите и кристални апликации, монистри, кристали, баш онака спектакуларни, за секоја можна прилика и за секој можен стил. Така да се би измешала и се би носела и се би препорачала. Колку се важни модните додатоци, да, и бојата, но и модните додатоци во модниот израз на секоја жена? Многу се важни, јас тоа го кажувам секогаш, бидејќи и самите можеме да познаеме кога ќе облечеме нешто без накид или без аксесоар, не би изгледало исто како и со него. Например, овој мантил не би бил ист без оваа ружа. Самата ружа му дава друга вибрација, друга насока, сосема друга приказна, а јас живеам за приказни конкретно и сакам таа идеја да ја пренесувам на жените. Да, моделот си бара накид, аксесоар, парче некое украсно, за да му даде приказна, буквално јагода на шлагот. Кој е похрабар во модните избори? Дали младите девојки или можеби повозрасните дами? Сигурно би ги одвоила по младите, бидејќи многу сум среќна што е така, затоа што одиме во таа насока каде што и младите ги покреваат позрелите генерации за да сменат нешто, да излезат од таа комфорт зона, да измешаат стилови, да направат нешто ново од себе. Младите веќе се отсечени од онаа идеја што мислат другите за мене. Барем јас сум обкружена со такви млади генерации кои што навистина се отсечени од идејата што другите мислат за неизе, и тоа многу ми се допаѓа и тоа така треба да биде. Да, тоа веројатно дава една слобода да се носи она што на вистина го сака секоја девојка и во кој што се чувствува добро. Така. Бидејќи разговорот го правиме во раните утрински часови, ајде да ни откриеш како тебе ти почнува работниот ден, пред се како ти почнува денот дома пред да ги започнеш оние стандардни обврски во твоето модно ателје. Па Иренче, уметници не спијат многу и всушност јас сум ноќна птица каде што креирам навечер. Кога сите спијат, тогаш мојот ум, кога сите мируваат, мојот ум тогаш е најбуден. И тоа е од дете така. И тоа не можеш да го сменам, па подоцна и почнав да си го гајам тоа чувство што си го имам навечер и да си го сакам тој момент што не спијам во нормални часови. Сега кога имам обврски станувам рано, а рано за мене може да е и 9 часот,
никако порано, ептен ако морам, а моето утро започнува околу 11. Така да, тоа е тој период кога веќе другите се во ептен фокус работен, станале од 7-6, јас сум веќе во 11, за мене утро е 11. Какви ти се утринските ритуали? Па првично кафе правам, иако сега почнав да пробувам и доручек, не сум некој човек што доручкува. И добро ми доаѓа сега со доручек утрото. Ама во глобала нешто многу лесно и кафето го пијам подолго време. И добри 2 часа сум на социјалните медиуми, каде што таму ги координирам стартно сите обврски, бидејќи настрана од нели што сум моден дизајнер, што го водам ателието на Инстаграм и Фејсбук и онлайн шопот со накитот. На мојот личен профил сум и инфлуенсер кој што исто така има дополнително дупло обврски и така убави 2 часа тоа го работам на интернет. Тоа значи дека навистина секој ден ти е исполнет со многу убави обврски, во кои што без сомнение уживаш. Кажи ми што очекуваш од новата 2024 година? Дали можеме да очекуваме некоја нова модна рива, некој ново модно шоу? Имаш ли веќе замислено некои проекти, дали ќе ни го откриеш или ќе оставиш тоа времето да ни го покаже? Па сигурно дека би сакала делот, бидејќи кога веќе ме прашуваш, заслужува ова прашање да се одговори. Да, спремам многу голем настан, но секако не е дека јас сакам да крием, туку навистина уште не е прецизиран датумот. Секако тоа би било од втората половина на оваа година. И прв пат во животот си давам во моето искуство време, за да имам по-голем простор за да организирам нешто, ако сакам да организирам нешто дупло повеќе од тоа што сум го организирала претходно. Додека ако ми требало 2 месеци за последниот настан, сега би сакала, ако сакам да е тој дупло поголем, да одиме со повеќе време претходно и така. Ива, ти благодарам за разговорот. Ќе ти посакам во име на телевизија Алфа да ти се реализираат сите желби, планови и амбиции за ова нова 2024 година, а ние ќе ги следиме сите твои активности со задоволство. Ти благодарам многу на поканата, ти благодарам што ти текна на мене. Баш и пред да почнеме со снимање, спомнав дека ти беше моето прво телевизиско искуство и еве повторно се среќаваме после добри 15 години заедно и многу ми е мило за ова. А мене ми е големо задоволство што гледам прогрес ни сите овие 15 години и сигурна сум дека така ќе продолжи во иднина. Фала ти уште еднаш, Ива. Фала ти на тебе.